Па добро, ние како дипломатски совет постојано отвораме теми, анализираме, даваме мислења кои што после тоа очекуваме да бидат земени во предвид, а во основа тоа се прашање од надворешната политика, а теми кои што влијаат на афирмацијата на Република Македонија и на остварување на оние стратешки определби, односно одбрана на интересите на државата на меѓународен план. Република Македонија моментално се наоѓа пред овој висок диалог по втор пат и тука можеме да кажеме дека Европската Унија има лидерско место. Она што не го правела во други ситуации, го превзима према нас, сакајќи да не поттикне да одиме напред во реформите и да исполниме нашата европска агенда. Унапредувањето на тие состојби во областа на судството не гледаме, навистина е краток рокот, но она што до сега беше пракса во имплементацијата на законите, во подзаконските акти, па се до најниските акти нормативни, не се остварува. Односно, она што е, да кажеме, убаво напишано во некој закон, тоа изостанува во праксата. Исто така, борбата против организираниот криминал и корупцијата доживува еден степен кој што нас не ни создава услови за подобро наше имплементирање на реформите што се очекуваат од страна на Европската Унија. Во нашите дискусии во Советот, особено не забележуваме напредок во третата област, судството, власт која мора да действува во рамките на уставните норми, уставниот поредок, неселективно да ги применува законите и, што е најглавно, да биде независна. Затоа ја велиме трета власт. Секој демократско општество многу инсистира на независноста на судството во однос на дневните политики на било која власт. Забележуваме дека толку имаме спротивни тенденции, веќе нашиот председател на дипломатскиот совет зборуваше за тоа, а ние имаме обврска како земја која што ратификувала меѓународни спогодби да имплементираме она што е ратификувано, значи да влезат во нашиот правен систем тие конвенции. Оваа негативна состојба постојано е, велам и повторувам уште еднаш, резултат на таа партизација, која што ви е на сите добро позната, а не професионализација, односно засновано напредување врз основа на мерит системот. Утврдување на квалитетниот претходен придонес во развојот на одредена област. А особено се зборува уште еднаш за сите скалила на судството, каде што тој мерит систем изгледа не фатил корен. Предлозите кои што се даваат во собранието, истакнати за подобрување на оваа европска агенда на Република Македонија, за жал, наидуваат на лични дисквалификации и постојано наведување на некоја кобајаги политичка агенда позади тие предлози. Како што верувам, па и овој наш напор за подобрување на состојбите, за унапредување на македонската агенда кон ЕУ, по некој од вашите извештаи, можеби ќе наидат на наши идни дисквалификации заради темите што ги отвараме и што бараме да се подобрат состојбите. Благодарам.